Вие сте самохрана мајка со 5 деца. Точно. Денеска на средбата со градоначалникот бевте скромни, рековте имам дрва, а всушност имате обични штички. Рековте дека имате ова, вие всушност сте немале ништо. Градоначалникот изрази една добра желба да ви помогне вам и на семејството. Овде со нас е Роберто Паризов, за да процени и да му реферира на градоначалникот во каква атмосфера вие живеете. Како живеете вие овде? Моментално една соба со 5 дечиња. 5 деца имате? 5 самохранлива мајка сум. Машки, женски? Па 2 машки, 3 машки и 2 жени. Што јадат децата? Тоа што има, значи Ова банка за храна денеска ви донира еден пакет. да, фала многу. А секој ден како се снаоѓате? Ами, че гледаш некако, че одиш негде, че почистиш, че се снаоѓаш. Колку од овие дечиња се на училиште, колку не се? 3 се на школу, двете близначиња не се, значи они се мали. Во училиштето имате некој разбирање за нивните потреби од учебници, од помагала и така? Да, колку можам се трудам, значи што можам толку. Ова населба е на крајот на село Ваташа. Ве познавате комшиите овде? Да, сите ме знаат. Некој помогнал ли со материјални средства или? До сега баш не. Добро. Едино од подај рака, они ми помогна многу и фала им многу. Што направија? Тоа што е пред мене тука, значи џам, врата, во ми го измачка. Во од надвор сето они ми го направија, значи. Каква потреба имате ви за интервенција овде? Многу, значи. Со 5 деца во една соба не се живее. Значи, купатилото треба да се среде, струја немам. Значи, соби, струјата ми е многу важна, многу битна, без струја не се живее. Значи, децата им треба струја. Било за домашно, било за шо и да е, струјата е... Без струја, без вода нема живот, најкратко кажано. Јанче ви вети денеска помош, очекувате ли навистина тоа да го направи? Ја гарантирам дека он ќе ми помогне. Он е добар човек и до сега не верувам. А овие дечиња, овие 5 дечиња кои одат на школа, сакаат да одат на училиште, што би сакала еден ден да бидат? Градоначалник? Да не бидат сиромашни, нели? Не, да не бидат сиромашни. Да си Барем да се вработат, да можат да одат на школа, тоа е причината едни патеви не можат да одат на школа ти. Се нема. Значи ги задржуваш дома. Денеска мораше да Јана да остане дома поради дечињата, па за да дојдем ја до таму. Има ли шанса да му помогнеме на ова семејство? Никако банка за храна со нашиот домен е во врска со храната. Сега доколку можеме со сите ние бизнис сектор и други институции кои што имат потреба од вработување на сабина, можеби изгрижување на децата во детска градинка, некои хумани граѓани кои што би сакале да помогнат со градежни материјали, да се изграде туку уште едно сопче, да се среде во купатилото, да имат пристојно место за хигиена, за лична хигиена, апарати некои за домаќинството. И сега ќе оставиме на градските власти да видат со вклучување на струја, за да имат едно пристојно катчки што би живееле они. Сега се наоѓаме ни тука, таа соба во која што живеат 5 деца, една мајка, цела со влага, не е баш пристојно место, извор на габи, на бактерии, така да би требало секој еден што може да си дозволи да ја помага.